Се уште се чека одговор од Русија за објавувањето на нелегалните аудио снимки, дознава ЕДНТВ. Наши извори во обвинителството брифираа дека побарале од Русија да помогне во откривањето на идентитетот на лицето кое се крие зад псевдонимот Громовник на социјалната мрежа ВКонтакте, но и да се спречи евентуалното идно објавување на вакви снимки. Ова е побарано од руските власти уште по објавувањето на првите 3 бомби, а до овој момент се уште нема никаков одговор. Доколку Русија не се огласи, нашите извори од обвинителството велат дека ќе се обратат до Интерпол и ќе побараат да стапи во контакт со тамошните власти за да се обезбедат информации за објавувачот на аудио снимките. Ако и напорите преку Интерпол да се влезе во трак и да се спречи Громовник не успеат, тогаш обвинителството ќе бара меѓународна правна помош, процес што би траел многу подолго. На профилот Громовник, во време на објавување на последната бомба, беше напишано дека се наоѓа во Будимпешта, но познавачите велат дека тоа ништо не значи со оглед на фактот дека многу е лесно со софтверска апликација да се промени IP адресата и да се даде лажен приказ за моменталната локација. Социјалната мрежа ВКонтакте е најголема и најпопуларна во државите од поранешниот Советски сојуз, а незиното седиште е во Санкт Петербург. Мрежата досега меѓу своите активности може да се пофали и со организирање на хакерски надпревари. ВКонтакте, според досегашната пракса, не подлежи на истите меѓународни регулативи кои важат за Facebook и останатите социјални мрежи под негова капа.